Валандовскиот фестивал кој се одржа викендов предизвика лавина на позитивни, но и негативни критики и реакции, како од публиката, така и од самите уметници. Најгласен овој пат беше Мишко Крстевски, кој покрај тоа што ја пофали првата ревијална вечер, за втората го изрази своето незадоволство за лошиот телевизиски пренос. А што точно кажа, ќе погледнете во продолжение. Душа да излечиш, а можеш и срцево студен камен да го претвориш. Двете фестивалски вечери од реномираниот фолк-фест Валандово, кој се одржа викендов, поминаа во атмосфера за секого различна. Првата фестивалска вечер, која беше од ревијален карактер, изобилуваше со познати хитовски рефрени од фестивалот, а во изведба на познатите македонски пејачи. Втората вечер, која беше од надпреварувачки карактер, помина дел со задоволство, дел со негодување помеѓу интерпретаторите. Фолкерот Мишко Крстевски, кој беше дел од двете фестивалски вечери, своето мислење за годинашното 33-то издание на овој фестивал го изрази јавно на социјалната мрежа Facebook, каде напиша: "Знам дека не постои совршенство, па не мора ни фолк фестивалот Валандово да е совршен, но јас учествував на двете фестивалски вечери и првата, ревијалната вечер, беше прекрасно. Втората, надпреварувачката вечер, кога јас пеев, не беше пуштен микрофонот во монитор. Тоа е како да возиш во магла, кога прст пред око не се гледа. Со тоа сум оштетен, а и вие, почитувани љубители на македонската песна, затоа што поради ова што ви го кажав, мојата интерпретација, а и самата песна изгубија од својата убавина. Верувам дека ова подметнување им беше сторено и на други пејачи. Мизерно и жално", напиша на својот Facebook профил Мишко. Со своји импресии на Facebook мрежата се огласија и двајцата блиски музички соработници од Кичево, Спасен Силјановски и Дамјан Стојановски. Од Валандово во пополжани на споделување импресии напиша Спасен и објави фотографија заедно со својот колега Дамјан. Во двете фестивалски вечери песните на годинешниот Валандовски фестивал беа изведувани во живо. Наградени беа трето место песната "За нас" во изведба на Благоја Груевски со парична награда од 750 евра. Второ место песната "Умирам по тебе" во изведба на Филип Божиновски со парична награда од 1000 евра и првото место песната "Горда мајка" во изведба на Благица Калева со парична награда од 1500 евра. Годинава фестивалот се одржа во месец мај, односно на 24 и 25 мај, за разлика од тоа што долги години беше востановена практиката за одржување на фестивалот во месец октомври.